да ви кажам дека кога требаше да се формирам као човек и као жена, јас бев таму. Така да не примив од тоа, знаете, јас сум без руки, без нога, да јаукам, да одам, едноставно го гледав животот како сите што го гледав нормално и така прифатив, мислам, и мојот случај го прифатив без болка, без ништо. Бев, значи 6 месеца во гипс, ми направива за 3 недели протеза и ја почнав да одам да пешачам. Овој тип на протеза што сега е. Еден ден клиниката Хајдерберг е надвор од центарот и соседното село е 5 километра. И јас покрај река си одам, пешки, гипсот вака расширени рацете, ама со една палевина и доваѓа професорот Мандам беше тој еден прв во Европа, втор во светот, после Масачусетс. Видите, покрај нека, јас се шетам и он ми вика, се фаќа, искача од кола, се фаќа за глава. Велха тихија ге брахт, вика, појде доноси тебе тука, вика. Вика, многите мои, вика. Значи, многу ви благодарам на сите услави што ми овозможивте овие последни 10-11 години да добивам тука протези. Знаете ли колку е лесно тоа за мене, кога нешто ти се расипе, јас да дојдам одма, му се јавам на говори. Спомнала пациентите кои се наводјаат на клиника и кои доживуваат некоја ампутација, без обзира на горни екстремитет или на долни екстремитет, да им биде јасно дека протезата не може да биде рака или нога своја. Меѓутоа, до одреден момент ги задоволува животните стандарди, да кажам, било да е протеза за рака, било да е за нога, значи ќе може да се движи, али им препорачувам на сите да бидат малце храбри, не е крај на светот. Значи се уште има живот, али зависи како ќе си го прифати. Ако се сака нешто, све може да се постигне. Кога јас можам да се движам без верација на нога, сите можат.